Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија и ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со доктор Ива Здравевска-Панделиева. Со неа ќе зборуваме за она што, како што вели самата таа, актуелно овој период, тоа е стомачниот вирус кој што се појавува и кај децата и кај повозрасните, па како да се заштитиме од него ќе дознаеме во продолжение. Докторке, добро утро. Добро утро и од мене. Најпрво ви благодарам на поканата. Ова е една тема која што е актуелна во моментов и како се наближува летниот период, се поактуелна ќе биде. Верувам дека на голем број од гледачите им е познато стомачниот вирус и се поропратно што иде со него, но јас би обрнала внимание повеќе на оние родители, на тазе родители кои што се соочуваат прв пат кај нивното чедо со ваква проблематика, кои што доаѓаат кај нас нели за совет, возбудени што се случува и тоа со право, бидејќи една од најризичните групи за стомачните вируси се оние малите деца, особено во првите години од животот. Сите ги знаеме симптомите на стомачниот вирус, бидејќи тој најчесто е предизвикан, особено во детската возраст, од ротавируси, аденовируси и норовирусот. Ротавирусот е особено распространет во градинките, во оние колективи каде што децата се уште немаат нели навика да ги мијат своите раци и да одржуваат хигиенски услови. Поради тоа родителите како такви кога ќе се соочат со проблематика како симптоми од диареа, повраќање, гадење, детето одбива да јаде, одбива да пие, да внесува течности, се жали на болки во стомачето, има покачена телесна температура, тие се оние класични симптоми. Мора да напоменеме дека кај малите деца, особено родителите треба да внимаваат затоа што кај нив многу лесно настанува дехидратација. Тие одбиваат да јадат, а веќе во тој момент имаат исфрлање на течности дали преку устата или преку столицата, па што спомнавме диареа. Во тој случај мора да бидат предпазливи и поубаво е во тој момент да се јават уште во првите денови од појавата на симптомите за навремено да спречиме дехидратација, бидејќи кај малите деца кога ќе настане дехидратација често пати завршуваат во болнички услови каде што мора да се направи соодветна рехидратација. Освен кај децата засегнати се тука и старите изнемоштени лица или лица кои што живеат во лоши хигиенски услови. Да. Може само да споменеме колку време трае овој стомачен вирус и која е превенцијата, што е она кое што докторите го препорачуваат за да се подобри. Вирусот трае од прилика 4 до 5 дена, со тоа што имаме најинтензивни се симптомите првите 2-3 дена, каде што настанува на диареата, повраќањето, каде што ги советуваме родителите соодветно значи да следат и телесната температура, да даваат антипиретици во тој момент кога температурата би поминала на 38,5 и особено внимание да внимаваат нели кој што кажавме на соодветно внесување на течности. Превенција, како превенција нема класичен лек, ќе се напиеш и поминува, туку превентивно може да се внимава на хигиенските услови, како што кажавме, често миење на рацете, особено не само кај децата, туку и кај возрастните кои што работат во колектив, дури во градинките и кај возрастните редовна дезинфекција на предметите кои што често нели ги употребуваме, рацете да не бидат површно само измиени колку да се рече, туку да биде правилото на 20 секунди, да се земаат може пред почетокот на сезоната на стомачните вируси се земаат и пробиотици, како што пробиотиците на тој начин би го зајакнали имунолошкиот систем, оној одбранен систем на кој што сите ни е потребен и да ја зајакне она желудочно-цревна микрофлора како би бил отпорен на вирусите. Да, ги споменавте пробиотиците, а мислам дека тие се добре дојдени за сите, и оние кои што имаат проблеми, и оние кои што немаат, како треба да се конзумираат и генерално овој период од годината какви витамини и суплементи препорачувате? Значи, пробиотиците пожелно е да се внесуваат на секојдневно ниво, иако кај нас голема експанзија доживеа последниве неколку години, доколку некој не е во можност нели да користи пробиотик како би ја задржал нели нормалната цревна микрофлора, тоа е тој имунолошки систем кој што нас не е потребен. Ние ги советуваме дека може да внесуваат и секојдневно јогурт, млечни производи, на тој начин како би внеле нели природен пробиотик. И оние други суплементи кои што ги препорачувате за овој период? Суплементи секогаш се потребни витамини и минерали, не само за
противстомачен вирус, туку општо за било кој агенс од надворешната средина. Ние секогаш сме прво за природни витамини, во смисол свежо овошје, свеж зеленчук, претходно добро обработени, во смисол да се претходно добро измиени и единствено може како веќе кога ќе настапи некаква атака на нашиот организам, во смисол ако веќе е нападнат од некаков вирус или бактерија во крајен случај, тогаш советуваме витамин С, цинк, Д витамин обавезно, иако сега оваа прилика е совршена да им кажам на родителите, пошто зборуваме за мали деца, дека Д витаминот сега во моментов треба нели да се направи пауза. Тие се оние основни витамини кои се сметаат како антиоксиданси, кои што го зголемуваат нашиот имунолошки одбранен систем. Одлично. Доктор, ќе благодарам многу за овој убав разговор. Ние повторно ќе се видиме, секогаш сме расположени да ги слушнеме вашите совети и препораки на сите различни здравствени теми кои што се актуелни и се случуваат во текот на годината. Со задоволство би ја прифатила повторно вашата покана. Ви благодарам.